Одам во Технополис. Тука секоја жена се чувствува како Алиса во земјата на чудата. Обично мажот се остава пред врата, додека одбереме се што ни е потребно за дом. Обично мажот служи за носење, но дури ако не сака да дојде со вас, се што ќе одберете, ќе ви донесат од Технополис до дома. Технополис е единствен во Македонија. Ниту едно друго место, мол, маркет или улица не може да го замени. Прашувате зошто? Затоа што во Технополис сами можете да го одберете вашиот сервис. Едно парче од ова, 2 чини од ова, 3 парчиња од ова и вашиот сервис е готов. Плаќате само она што сте купиле. Не сте врзани да купите цел сервис. Технополис е продавница на чудата. Јас едноставно ги обожувам. Технополис, душата на вашиот дом. Црн петок, црна мачка, црни грујо, црна вдојца, црна дудинка, црна недела, црно испод ногти, црнци у тунел, црна вуна, Нана што ја преде, црно и бело од Майкл Джексон, црна хроника, црн пантер, црно семе, црна гора, црно сонце, црно тиквешко, црно чоколадо, црнила и уште многу други црни перспективи за нас македонците, но една е повеќе од сигурна, дека црно ни се пишува. Да, убаво ме слушнавте, црно ни се пишува. Зошо бе така, Сашо, па сега еве избори бе, како црно, па имаме надежи, она, така е велам јас, сето тоа ќе се случи, ама по долгорочна анализа на мојата маленкост како глумец, комичар, писател, политички аналитичар и не тоа. И на мојот тим составен од молер, конобар, политиколог, без работа, хемиски инженер, чистечка, увлез, двајца камермани од собрание, копирајтер од Количани, кафе куварка, таксист и директор на текстилна фабрика у Штип, дојдовме до епохален заклучок во една реченица. На Македонија, северна или сјебана, црно и се пишува. Нормално, секој заклучок бара образложение, па да почнеме однапред или од позади, како сакате, чим црно ни се пишува, да видиме колку сантиметри ќе биде то црното. Галиба дека е бабачко, кохидрант, црево пожарникарско. Како прво, цените во Македонија, еве нема да застанат на економското ниво на кое треба да бидат и на кое се стабилизираа насекаде во Европа и во светот. Овде ќе дивеат со екстра профити, поготоа цените на храната и цените на енергенсите, тргнувајќи од струјата па натаму. Тоа ќе прави и цените на услугите да одат нагоре. Ова ќе ги создава увозните фирми мешетари. Тоест, ова ќе го создаваат увозните фирми мешетари, кои се без контрола и кои заедно создаваат договорени монополи и така ги креваат прво цените на млечните производи, па потоа и се друго. Осиромашениот народ кој не е научен да бойкотира фирми и производи, а треба да научи, ќе продолжи да купува и да се реди под психозата на страф, наметната од платените медиуми дека одредени производи ќе ги снема или истите од утре ќе бидат поскапи. Да ви го објаснам пластично принципот. На мене како комичар ми е подобро за мојот настап да продавам 500 карти по 600 денари, отколку 1500 по 200 денари. Да, за народот е подобро по 200 денари, затоа што цела фамилија ќе дојде да ужива на мојот стендап. Но за мене е подобро со само 500 карти да го извадам комплетниот настан. Дали е празна салата, не ме интересира. Така функционираат нашите увозници. Сакаат со 5 парчиња кашкавал да го извадат трошокот за цел пакет. А потоа остатокот да биде профит, па макар се продавал и цел месец потоа, макар му влосал. И сирењето макар му влосал, ко можат французи не да дадат му влосено сирење, зашто не и македонците? Исто така црно ни се пише и во градежништвото. Таму становите нема да поевтинат, да се разбереме, напротив, ќе поскапат. Градежната мафија во спрега со политичката имаат толку многу пари украдено од државава што мораат да ги стават во бел бизнис кој воопшто не е контролиран со потекло на имот, како што ни беа примерите со купување на трговски центар од познатиот нели внук овој Петардава на Чичкоали што е. Каде што пари од некакви бизнисмени кои не се проверуваат, влегуваат, па кредити се пријавуваат, па потоа ни 10% од сумата не ја покриваат и така натаму и така наваму.
Токму од тие причини, од таа причина ќе се гради ненормално за да може тие пари да се обелат комплет. Затоа и не ги интересира продажбата, затоа што се украдени пари или пари од тендери и нелегална трговија со дрога. Туку само ги интересира обелување на истите, како да ги обели. Да беше градењето на комерцијална и бизнис основа, се знае дека секој бизнисмен сака своите пари што е можно побргу да ги врати и затоа цените ќе беа нормални, плюс ќе го притискаат банките да ги врати кредитите. Не може да чека да продаде 2000 евра квадрат. Тоа е во нормални држави, а кај нас се дигаат згради и се украдено од државата преку странски компании се пријавува во инвестиции. Шемава ви е следната. Вие плаќате ненормални даноци, вашите пари влегуваат во буџетот, буџетот со низа криминали власта го испумпува преку тендери на исти фирми, тие потоа ги ставаат парите на странски фирми, нели Белизе, Мелизе, овие Маршалски острови вамо тамо, тоа се фирми керки, кои лесно ги отвараат, потоа доаѓаат тука, деме како инвеститори и градат со вашите пари. А вие немате здравство, немате патишта, немате училишта, немате ништо за парите што ги плаќате во буџетот. А власта ви се фали со инвестиции. Ги инвестирале вашите пари преку Белизе, Маршалски острови и Бора Бора. Добро смислено, а? Како им текнало? Да сибаат векот. Затоа ваква градежна експанзија не е видена уште од времето на Пабло Ескобар кај нас, кога градел чуда и правил зоолошки градини тамо во Меделин, во Колумбија, затоа што немал што да им прави на купиштата пари, бе, луѓе. Цели стамбени овие блокови градел за сиромашни, фудбалски игралишта им градел. Само што Пабло не крадел од буџетот на државата. Тој продал дрога, бе. Чиста работа. Овие нашиве и крадат од буџет и продаваат дрога. Ништо не ќе достаат на случајот. Од кај што може да се земе, земаат. Нешто слично ко Колумбија денес се случува овдека. И бетер. Затоа сме најсиромашни во Европа, затоа што безочно се краде, а потоа со тие пари создаваат огромни имоти. Оние имотнine листови им крцкаат. Им крцаат на крцањината. Црно ни се пишува, луѓе, и поради растуреното здравство од страна на СДС и ДУИ, избеганите доктори во странство и тие кои што сега ќе избегаат, кои што допрва ќе избегаат. Значи ќе нема кој да ве лечи, бе. И ќе си ги оставаме парите во приватните болници за кои видовме случаи како оваа политичка мафија исто така сака да ги преземе. Црно ни се пишува и дека полека остануваме без младо население. Ова ќе биде држава на старци, ќе нема кој кого да прца, бе. Барем не без Виагра, без овата. А млади веќе прцаат тамо по светот, ќе прцаат швеѓанки, норвежанки, данкињи, французинки, ќе прцаат тамо. Епа ќе прцаат, бе, ќе прцаат. А ова ќе биде држава на старци кои ќе умираат секојдневно. Шо од болести, шо од старост, шо од 5 Виагри мавнати. А младиве ќе си прцаат на страна. Бе, без Виагри. Црно ќе ни се пишува од корупцијата за која 63% од граѓаните велат дека е канцер, кој полека ја умира државата. Потоа црно ни се пишува од немање стратегија во културата и спортот и се е оставено на мафијаши кои полека ги преземаат федерациите. И на крај, црно ни се пишува затоа што изгубивме се, име, идентитет, и народ, и јазик. Од нормална држава направивме бинационална. Сега ако го отвори некој, ако се осмели да го отвори, уставот ќе биде полинационална. Во која ќе владее неспособна и криминогена елита, во која 70% од припадниците се припадници на тоа малцинството кое владее со нас. Тие немаат интерес за оваа држава, ниту пак некојаш имале, си имаат тие две други матични држави и гледаат само како да ја доограбат оваа со помош на своите слуги подданички, социјалдемократи, кои како на дивиот запад се продаваат за грст долари. Ви велам, црно ни се пишува. И ако видите светло на крајот на тунелот, слободно пишете ми. Може јас веќе сум ослепел од несотиве. Инаку како викаше
еден познат филозоф, тоа светлото на крајот на тунелот што го гледаме, може би е возот кој доаѓа кон нас.